предварително да го објасниме, бидејќи станува збор за многу важен амандман. Имено, во член 10 став 2 се менува и гласи: во ставот 3 по зборовите, по извршениот увид се додаваат зборовите и по постапување по дадените забелешки од извршениот увид, доколку има, зборот 8 се заменува со зборот 15 и зборот мислење се заменува со зборот согласност. По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: во став 4 зборот мислење се заменува со зборот согласност. По првата реченица се додаваат две нови реченици и гласат: одлуката за согласност во единицата, односно единиците за локална самоуправа ја носи Советот на општината. Единицата, односно единиците за локална самоуправа, на чија територија е поднесена иницијативата за вршење на детални геолошки истражувања, се должни да организираат јавна расправа за локалното население и за сегнатата јавност, со присуство на стручни лица и представници на институциите, со рок за достава на мислење и забелешки од најмалку 30 дена, и се должни овие мислења да ги земат предвид при носење на одлуката. Ставот 3 станува став 4 кој се менува и гласи: во ставот 5 бројот 15 се заменува со бројот 30, зборовите ставовите 3 и 4 се заменуваат со зборовите став 3, зборовите своето мислење се заменуваат со зборовите својата согласност и зборот го се заменува со зборот ја. По првата реченица се додава реченица која гласи: органите од ставот 4 на овој член се должни својата согласност да ја дадат во рок од 60 дена, сметано од денот на приемот на барањето. И по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: ставовите 6, 7 и 8 се бришат. Овој амандман се предлага со цел мислењата издадени од разни органи на државната управа да не бидат без значење во носење на одлуката за доделување на концесија и да се бара согласност наместо мислење. Може би за некого тоа е мала, но круцијална измена од многу голема важност при спроведување на постапките. За да се избегне коруптивно влијание во давање на согласноста од единиците на локална самоуправа и да биде одлука донесена од представници избрани од граѓаните, и затоа тоа треба да се донесе од страна на Советот на општината. Значи представници кои што се директно избрани. Со цел локално население да е запознаено пред да се додели концесија, потребна е јавна расправа каде ќе се презентираат сите информации и каде граѓаните ќе можат да дадат забелешки и мислења кои општината ќе ги земе предвид во носење на одлуката. Зборев е веќе неколку пати колку е важна јавната расправа и навремено и темелно информирање на граѓаните. Рокот за согласност од единиците на локална самоуправа треба да се зголеми од 15 на 60 дена, со оглед дека треба да се организира јавната расправа и да се остави време од најмалку 30 дена за достава на мислење и забелешки, нормално тие се обработат, да се постапи по нив, да се испратат соодветните одговори и така натаму. Добивање на согласност од сите надлежни органи на државната управа, како и од единицата, односно единиците на локална самоуправа, на чија територија е поднесено барањето за добивање на концесија за детални геолошки истражувања, е од суштинско значење и не смее да биде игнорирано. За да се избегне дека недоставено мислење во даден рок се смета за дадено позитивно мислење и со оглед дека се бара согласност, а не мислење, ставовите 6, 7 и 8 стануваат непотребни, излишни, и затоа се бара нивно бришење. Мислам дека главницата е доловена, па ако треба во дискусија дополнително ќе продискутираме за ова. Благодарам.